Единиот Бог пред 14 столетија го спуштил Куранот, книгата која го служи како водич на луѓето, и целото човештво е повикано да се придржува на нормите кои што се укажани во оваа книга, за да конечно луѓето го најдат својот спас и ослободување. Оваа последна Божја објава, во едно единствено упатство на човештвото од денот на објавување па се до судниот ден. Единствениот курански стил и извонредната мудрост содржани во него се непобитни докази дека Куранот е Божји збор. Освен тоа, постои ред чудотворни специфичности кои докажуваат дека Куранот е спуштен од единиот Бог, и една од овие специфичности и фактот дека во Куранот, што е објавен пред 1400 години, се наоѓаат одредени научни факти до кои можевме да дојдеме единствено со современа техника од 20. век. Do kojih smo mogli doći jedino savremenom tehnologijom 20. stoljeća. Секако Куранот не е научна книга, меѓутоа одредени научни факти кои што се на еден темелен и мудар начин објаснети се јавуваат во различни божествени стихови. Човекот тоа успеа дури сега да го открие со помош на технологијата од 20. век. Овие факти кои не може да се откријат во време кога е објавен Куранот, уште еднаш на современиот човек му докажуваа дека Куранот е Божји збор. Заради разбирање на чудата, Куранот потребно е да се обрне вниманието на научните ниво кога Куранот е објавен. Во 7-то столетие, кога Куранот е објавен, арапите негуваа голем број на празноверија и не поседуваа основа во врска со научните теми. Арапите кои што не поседуваа технологија за истражување на природата и космосот, веруваа во легенди кои се пренесуваа од генерација на генерација. Например, веруваа дека небото се одржува поради планините и според ова верување земјата е рамна и на своите два краја се наоѓаат ридови. Се сметало дека овие планини биле како столбови и го држат небескиот кров. Меѓутоа, со доаѓање на Куранот уништени се сите овие примитивни верувања. Аллах небото како што гледате без столбови го подигнал. Сура Ар-Рад, 2 ајет, и со тоа е завршено до тогашното нивно верување дека небото стои на врвот на планините. Изнесени се и голем број на сознанија за кои во тоа време биле непознати. Во Куранот, кој е објавен во период кога човештвото располагало со мал број на сознанија во областа на астрономија, физика, биологија, содржани се голем број на клучни сознанија за создавање на универзумот до создавање на човекот, од составот на атмосфера до рамнотежата која владее на земјата. Сега да ги погледнеме еден дел од чудата кои што се наоѓаат во Куранот. Појавувањето на универзумот во Куранот се спомнува на следниот начин. Тој небото и земјата од ништо ги создаде. Овој курански факт е во потпун склад со современите научни откритија. Дефинитивниот заклучок со кој дошла модерната астрофизика упатува на фактот дека нашиот универзум, заедно со материјалната и временската димензија, настанал во нулта момент при експлозија.
Теоријата на Биг Бенг, големата експлозија, докажува дека целиот универзум настанал од ништо со експлозија на само една точка пред отприлика околу 15 милиарди години. Оваа теорија е единственото научно објаснување за почетокот на универзумот. Таа е прифатена од сите научни кругови. Пред Биг Бенг не постоело ништо наречено материја. Материјата, енергијата и времето се создадени од едно непостоење кое може да се дефинира како апсолутно метафизичко обкружување во кој што не постоела ни материја, ни енергија, па дури ни време. На овој огромен факт и откритие при кој што дошла модерната физика, Куранот не известил пред 1400 години.